величини, во случајот должина, маса и време. За прецизно мерење на должина го користиме овој инструмент, шублер, и најпрв е потребно да ја определиме неговата точност. Точност ја определуваме на тој начин што вредноста на еден поделок од основната скала го делиме со бројот на поделоци од помошната скала. Во овој случај тоа е 1 мм поделено со 50. Телото, чијшто димензии ги мериме, го поставуваме помеѓу краците на шублерот и на основната скала ги броиме целите поделоци, односно колку поделоци има од нулата на основната скала до нулата на помошната скала. На таа вредност додаваме известна вредност од помошната скала. Најпрв им бараме која линија од основната скала се поклопува со која било линија од помошната скала. Само две линии може целосно да се поклопуваат. Ако се поклопува, да речеме 10-та линија од помошната скала, на вредноста што претходно одредивме додаваме 10 по точноста на шублерот. За попрецизни мерења правиме повеќе мерења на должината, на истата должина на телото. Истото го правиме и со другите димензии. За уште попрецизно определување можеме да го користиме овој инструмент, микрометарски винт. Во нашиот случај го определуваме диаметарот на топчето. Телото го поставуваме помеѓу краците на винтот и вртиме се дури не слушнеме вакво крцкање. Овде имаме три скали. Ова е основната скала, над неја имаме скала која што исто така е во милиметри како основната, но е за половина милиметар поместена во однос на долната скала. И имаме кружна скала. Најпрв определуваме колку поделоци од основната скала имаме до почетокот на кружната скала. Потоа гледаме дали имаме уште половина милиметар од горната скала. И на тоа додаваме која линија од кружната скала се поклопува со оваа хоризонтална линија тука, помножено со точноста на винтот, слично како кај шублерот. За мерење на маса, всушност ќе определиме и густина на течност со непозната густина, во нашиот случај тоа е алкохол. Го користиме пикнометарот кој што има точно определен волумен. Најпрв ја мериме неговата маса, масата на празен пикнометар, со тоа што го ставаме на еден тас од вагата, на другиот додаваме текчиња со позната маса, со помош на пинцета. Ја откочуваме вагата, проверуваме дали е уравнотежена, доколку не е, повторно ја закочуваме и додаваме или одземаме поголема маса. Штом вагата ќе биде уравнотежена, масата на теговите одговара со масата на телото што го мериме. Понатаму, пикнометарот го полниме со алкохол и повторно ја мериме неговата маса. Го полниме целосно до врвот, за да добиеме ист волумен колку што е волуменот на пикнометарот. Ја мериме масата на пикнометар со алкохол и истото мерење го повторуваме и со пикнометар наполнет со вода. Зависно од температурата, водата има различна густина, ја отчитуваме незината густина од табела и ја пресметуваме густината на алкохолот. Клучно во овој случај е тоа што волуменот на алкохолот е еднаков со волуменот на водата. И значи го мериме пикнометарот со алкохол. И во третиот дел од вежбата мериме време како една од основните физички величини. Имаме овде математичко нишало, го отклонуваме под мал агол и го пуштаме да осцилира. Го мериме времето за кое што тоа ќе направи неколку осцилации. Тоа време го делиме со бројот на осцилациите и го добиваме периодот на нишалото. За мерење на времето користиме штоперка.